Ова утро со мојата денешна соговорничка Тања Турунџиева, по професија нутриционист, зборуваме за една состојба, како што вели таа самата, постпрандијална сомненија, ако добро ја кажав Тања, или во народски кажано, зошто се чувствуваме уморни по одредени оброци кои ги конзумираме. Добро утро. Добро утро, добро ве најдов на фреквенцијата на Канал 5. Чест и задоволство ми е секогаш кога сум гостин во утринската на Канал 5. Многу интересна тема. Многу малку се збори, многу ги имаат симптомите, меѓутоа едноставно некако ги занемаруваат. Затоа што обично при состојба на прејадување некому се случува веднаш да му се приспие, односно факт е дека настануваат физиолошки промени во организмот, затоа што целата концентрација на крвотокот е сконцентрирана при обработка на храната и нормално е дека ако уште па сме гладни цел ден, па седнеме се прејадеме со масна, зачинета храна, внесна алкохол во одредени ситуации кога ќе се случи, многу тешки јаглехидрати, масна храна, и целата во комбинација таа состојба се случува после тоа да не фати така наречена дремка, односно да рече некој, одам да си легнам, мене ми се спие. Тоа е нормално ако прво го оптовариме дигестивниот систем со токму таква храна како што ја набројав, затоа што варењето на храна ќе трае долг процес и ќе се случи состојба каде што нашиот организам не може да перципира што тоа се случува при такво оптеретување. Меѓутоа, морам да напоменам дека тоа е една состојба каде што невротрансмитерите кои што се во нашиот мозок ни даваат перцепција дека треба да си поведеме сериозно грижа, затоа што за тоа е орексинот еден невропептид кој што е главен, кој што се наоѓа во хипоталамусот, кој што е главен и одговорен за таа состојба. Некој тоа го занемарува, меѓутоа ако се случува малтене секојдневно или многу често, сериозно мораме да си побараме стручна здравствена помош, затоа што организмот ни дава индикација дека имаме латентен диабетес или пак имаме хиперинсулинемија. Не е така наивно да послем, а знаеме, оние кои што боледуваат од диабетес, знаеме дека често кај нив послем оброк знае да им се приспие, односно да дојде до зголемување на гликемијата во крвта и нормално да не може да изреагира мозокот бидејќи е покачен на гликемијата, едноставно се ослободува големо количество на серотонин и едноставно почувствуваме дека организмот полека ни се олабавува и не тера да одиме во состојба на сон. За сите оние кои што имаат таков проблем, мора да се испитаат одредени параметри, да се исклучи варијантата на состојба на диабетес, која што можеби не сме ни свесни дека ја имаме, а да ни сепак организмот за се ни дава индикации. Да. Така да кога ми најавивте дека ќе говориме на оваа тема, и како доста се израдував, затоа што е многу честа појава и сите велат морам да одам да легнам после јадење да се одморам и да спием, занемарувајќи ги реалните причини кои што го тераат организмот на таква состојба. Се случува и кај некој кој што исто така има инсомни и да при прејадување, особено во вечерните часови кога се внесуваат тешки јаглехидрати, односно големо количество на скробни елементи, секогаш да се случи да едноставно им треба сон кој што е краткотраен и после повторно настанува инсомнијата. Како? Затоа во одредени ситуации, особено оние кои што
кои што боледуваат од диабетес, се препорачува да во вечерните часови консумираат протеински оброк, како не би дошло до некоја таква состојба, или пак да имаат урамнотежена исхрана и во вечерните часови дури да не земаат овошје, а да не збориме за рафинирани шекери или пак скробни елементи, што значи дека и во секој оброк, кога консумираат оброк, задолжително да имаат растителни влакна кои што се внесуваат преку свежиот зеленчук, кој што и tekako ќе придонесе да обработувањето на храната биде побрза, апсорбцијата на хранливите продукти е подобри, да не се дојде до таква состојба. Така само на кратко да ве прашам колку водата може да помогне тука за да го разбудиме организмот, бидејќи велите да постои таква состојба, после јадење да не се приспија, дали може водата да помогне за подобро варење? Иако свативме дека е психолошка повеќе, нели, таа потреба на толку многу јадење. Зависи што сме јаделе, меѓутоа правило е за да не се разреди хлороводородната киселина, односно желудачната сок која што ја содржиме со различна pH вредност во нашата дигестија, да едноставно за време на јадење, 1 час после јадење не се внесуваат течности, односно не се внесува вода, па нити сок, затоа што често знаеме да седнеме на трпезата, да каснеме па да пивнеме вода, па да каснеме па да пивнеме вода. Се зема 30 минути пред оброк течност и 1 час по завршување на оброк, како би се обработила храната, вистински би се излачиле различните вредности на pH желудачната сок, за да може обработката на храната да биде адекватно апсорбирана во организмот и да не се разредат тие сокови кои што се наоѓаат во нашата дигестија. Благодарам за одвоеното време и за интервјуто. Благодарам и вам.